Како и за сите други започнати проекти од претходната власт, така и забраната речени. Ресорното министерство прво ќе изврши проверка на документацијата од досегашните активности околу нејзина изградба, па дури потоа ќе продолжи со реализација на овој за регионот капитален проект. Што ќе значи тоа во време ќе покаже постапката, иако на локално ниво се прават напори изградбата на најзначајниот водосопански објект да започне час побрзо. Градоначалникот Николчо Илиев ги има вклучено сите капацитети за да се стигне до моментот на почетокот на градежните работи и верува дека ќе успее за месец-два да го слушне екот на машините во клисурата на Оризарска река. Радува тоа што и локалната и централната власт се сериозно навлезени во реализација на проектот и што речени е влезена во плановите за реализација за 2018 година, за што се обезбедени соодветни средства. Колку ќе се постигне во престојните 10 месеци, сигурно ќе зависи и од времето што ќе се потроши за исправење на некои пропусти од претходната постапка, но и од законските рокови за одредени процедури. Не е за занемарување ниту судбината на претходно избраниот изведувач на работите, односно дали тој ќе ја гради речени или ќе мора да се спроведе нова тендерска постапка, која исто така ќе потроши драгоцено време, а тука работите ни малку не зависат од локалната власт или градоначалникот. Инаку значењето на изградбата на акумулацијата речени е непроценливо за општина Кочани, како и за општините во Кочанската котлина, бидејќи со тоа што ќе обезбеди над 20 милиони кубици вода, ќе овозможи поквалитетно водоснабдување на населените места, подобро наводнување на земјоделските површини, производство на електрична енергија, развој на туризмот и ќе заживее еден од најпасивните реони на Осоговието.